Слава Ти, Господе Исусе Христе. Амен. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Ти благодариме, Господе Исусе Христе. Ти благодариме што ни даваш радост, што сме собрани во Твојата љубов. Доаѓаме пред Тебе да Ти ги дадеме срцата и секој нека каже: дојди, Господе Исусе Христе, во моето срце, да живееш во мене, да исчистиш се што не е од Тебе, да ме научиш да простам, да не осудувам, да се покајам, да ја прифатам Твојата волја и да врвам само по Тебе, да го земам својот крст, да се оставам стариот грешен, паднат човек со своји мисли, чувства и желби и да се претопам во Исусов човек. Ние сите заедно велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во секое срце, да за Исус во моето семејство, во мојот дом, во се што имаме, во заедницата со трудници, во овој молитвен дом, во населбава автокоманда и во македонскава земја. И ние сите заедно велиме се што не е од Исус, веднаш да замине од секој еден од нас, од десната страна во силата, секакво зло, магија, сторение, болка, болест, страдање, сите демонски сили, не за сатаната и смртта, и сите заедно велиме: бегај од нас, сатано, во името Исусово, не ти припаѓаме тебе, јас му припаѓам на Господ Исус Христос. Ние сме војска Исусова, го сакаме и го бараме Царството Божјо, за седа ни се придодаде. Ние Тебе ти припаѓаме, Господи Исусе Христе, ти ги враќаме душите во Твоја собственост, ти да не водиш, ти да не учиш, ти да не обликуваш, да се откажеме од себе и да примиме Исусов љубовен, нов, духовен, внатрешен човек идентитет, да бидеме вистински Исусови, не само со умот, со срцето да разбереме и да бидеме исцелени сите, зашто е пишано: Он ги исцели сите. Пишано е дека ги исцели, но битно е кога ги исцелува, како ги исцелува и што е потребно да направам да бидам исцелен, значи да бидам ослободен, каде што е Духот Исусов, таму има слобода од стариот грев, од стариот начин, од потребата јас да ги решавам работите, наместо да се препуштам на водство, да бидам во силата, да ме употреби Исус за Негова слава, да живее во мене и во мене да се прослави, како што Исус вели: прослави ме, Оче, и јас да те прославам. Тоа е целата суштина, не е теорија, него живење. Христијанство значи живење Исус. И слезе први минатиот пат, го прочитавме на минатата средба, една почетна реченица: каква обврска имам кон неверникот што бара нешто од мене. Значи неверник ќе го дефинираме, не е тоа некој посебен човек, темен со рогови. Неверник е една посебна категорија, ќе дојдеме. Значи каква обврска имам кон некој неверник, значи не е дел од оваа заедница реално, значи да му кажам, да му сведочам за Исус Христос. Тоа е обврската. Нели ги знаеме оние стихови: злато и сребро немам,